Агенцијата за примена на нуклеарна технологија и контрола на радиоактивен отпад ќе биде затворена, според најновата одлука на владата. Оваа институција, која е формирана пред неколку години за да ги следи активностите поврзани со радиоактивниот отпад и нуклеарната технологија, во последно време не ги оправдувала очекувањата. Според извештаите, наместо да се фокусира на својата примарна функција, трошоците на агенцијата биле насочени кон активности како купување теписи и канцелариска опрема. Овој развој на настаните предизвика бурни реакции во јавноста, особено поради зголемениот интерес за транспарентност и отчетност во трошењето на јавните средства. Од владата изјавуваат дека затворањето на агенцијата е дел од пошироките реформи за оптимизација на државната администрација и намалување на непотребните трошоци. Во наредните денови времето ќе биде променливо облачно и студено, со услови за слаби врнежи од дожд во пониските предели и снег на планините. Утринските температури ќе се движат од -5 до 0 степени, додека дневните ќе достигнат максимум до 3 степени. Во планинските области температурите ќе останат под нулата, што ќе создаде поволни услови за снежни врнежи. Во наредните денови се очекува зголемена облачност и појава на врнежи, особено во западните и јужните делови на земјата. Метереолозите предупредуваат на можна појава на замрзнување на патиштата и апелираат на внимателност, особено во утринските и вечерните часови кога температурите ќе бидат најниски. Српската полиција употреби солзавец за да ги растера демонстрантите на протестот против планираните промени во законодавството за имотните права. Инцидентот се случи во Белград, каде што стотици граѓани се собраа на протест, изразувајќи незадоволство од новите мерки кои, според нив, ќе доведат до одземање на имотот на физички и правни лица. Протестот почна мирно, но набрзо се заостри кога демонстрантите се обидоа да го пробијат полицискиот кордон. Полицијата одговори со употреба на сила, што предизвика дополнителни тензии. Локалните медиуми известуваат за неколку приведени лица и повредени граѓани, додека граѓанските организации ја осудија интервенцијата, повикувајќи на диалог. Словачкиот премиер Роберт Фицо предизвика бурни реакции и осуди од меѓународната заедница со својата посета на Москва. Неговата средба со рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, се смета за отстапување од проевропскиот курс на Словачка, особено во контекст на тековната војна во Украина и санкциите кон Русија. Посетата на Фицо ја критикуваа и неговите домашни политички опоненти, кои сметаат дека таа е спротивна на интересите на Словачка и ја нарушува нејзината репутација како членка на Европската унија и НАТО. Од владата на Фицо, пак, тврдат дека посетата била со цел да се зајакнат економските односи и да се осигураат стабилни енергетски ресурси за земјата. Маж во Германија е уапсен поради закани за извршување напади на божикниот базар во градот Бремерхавен. Според локалните власти, осомничениот, кој бил во контакт со радикализирани групи, направил сериозни закани кои биле поврзани со терористички напади. Во неговиот дом биле пронајдени докази кои упатуваат на негови намери да изведе насилни дејства. Полицијата брзо реагирала, преземајќи безбедносни мерки и заштита на божикниот базар, на кој во тоа време се очекувале голем број посетители. Локалните власти изразиле благодарност за брзото делување на полицијата и потврдиле дека нема непосредна опасност за безбедноста на граѓаните. Властите продолжуваат со истрагата и соработуваат со антитерористичките единици.